Чиста утопија. Вака економистите првично го оценуваат владиниот пакет од 8 милиарди евра што вчера го објави премиерот Груевски на ден пред почетокот на изборната кампања. Според експертите, досегашното искуство со јавни инвестиции, вклучително и оние токму на владата на Груевски, е слабиот капацитет на нашата администрација која не може да реализира капитални инвестиции од многу помал обем. So in this sense it's good that the government is no longer saying the global crisis will not touch Macedonia, we are isolated, we are protected, we are the best, and so on. That's a good development, psychologically. However, the government, yet again, did not come with a realistic, implementable plan. It came out with a fantasy. It came out with a plan that cannot be financed, no matter how you play with the figures. First of all, the size of the plan. The plan is about 150% of GDP of Macedonia. Compare this to countries like Germany, where the stimulus bill is 10% of GDP. Compare it even to the United States, which has the biggest stimulus plan in the world, where it is less than 60% of GDP over 3 years. So to say that Macedonia can come up with a stimulus bill that is 3 times the size of the stimulus bill of the United States per capita is, of course, ridiculous. Не знам како сериозно да го коментирам ова, бидејќи сум шокиран од леснотијата на кои веќе вакви бројки се фрлат во македонската, се пуштат во македонската јавност, посебно во моменти кога светот живее во најтешките економски години од големата депресија во 30-тите, и тогаш останува единствено да се праши на вистина која субстанца ја шмркат дечките од владата. Маријан Николов од Центарот за економски анализи го наметнува техничкиот аспект во целиот процес. Јавноста има право да знае дали е направена стратегија за фискална одржливост на овој пакет и дали е вграден во вообичајната програма за јавни инвестиции која е усогласена со буџетот. Исто така, владата треба да одговори дали проектот, кој е огромен според обемот и вредноста, е усогласен и со стратегијата за управување со јавниот долг, затоа што во голем дел ќе се финансира со задолжување, вели Николов. За професорот на економскиот факултет во Скопје Сашо Арсов, целиот проект е нереален. Се работи за обемна и амбициозна програма со сомнителен исход поради слабиот институционален капацитет да се реализира сето тоа и недефинираниот извор на финансирање. Инвестициски планови имаше и досега. Тоа се вообичаените програми за јавни инвестиции што се креираат за 3 до 5 години, но проблем беше реализацијата. Исто така, ова е долгорочна програма што нема да го намали ударот од кризата, затоа што сега се бараат мерки што ќе дадат ефект на кусрок, смета професорот Арсов. На забелешките за нереалност на проектот, премиерот Груевски денеска изјави дека се што ветила неговата влада, тоа и го остварила. Еден од амбициозните и мегаломански проекти на владата на ВМРО-ДПМН беа и 3 стокатници што требаше да никнат на ова место. И по 3 години од најавата овде нема ниту темели. Во меѓувреме пропаднаа тендерите за големите хидроцентрали, од клучна важност за земјава, а не започна ни изградбата на гасниот прстен, низ кој, според зборовите на вице-премиерот Ставрески, во 2010 година требаше да протече газ.